Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова видео е второ од циклусот видеа кои што се инспирирани од книгата Пет јазици на љубовта или видео во кое ќе зборувам за првиот јазик на љубовта, односно како што авторот го нарекува јазик на оддавање на признанија или јазик на убави зборови, јазик на охрабрувачки зборови, јазик на давање на вербални комплименти. За разлика од другите јазици во книгата, кои што се главно поврзани со покажување љубов и со искажување љубов со правење различни дела и постапки, овде навистина зборуваме за јазик, односно за говорење. Препознавањето на начинот на кој другите луѓе ни зборуваат или на кој ние им зборуваме, им се обраќаме и колку често или ретко користиме комплименти, охрабрувачки зборови, мотивирачки зборови, колку сме нежни, љубезни, на кој начин го кажуваме тоа, е многу важен за да може да препознаеме и да откриеме дали спаѓаме во онаа категорија на луѓе на кои што ова им е потребно, или го покажуваме често, или пак сме во онаа категорија која што смета дека овој јазик на љубовта и не е толку значаен. Сето тоа се разбира, е поврзано со нашето детство, со нашиот раст и развој, односно колку често ние во животот сме ги слушале тие комплименти и на тој начин може да се развиеме во личности кои исто така често ќе ги повторуваат или кои ќе имаат потреба понатаму во животот да ги кажуваат, но и да ги очекуваат од другите луѓе за на тој начин да го исполнат она што од некогаш им останало празно. Потребата да слушаат комплименти, зборови на поддршка, охрабрувачки зборови од своите најблиски. Книгата е наменета за брачните партнери, меѓутоа јас споменав и во претходното во ведното видео дека сакам да ја проширам и на сите други односи, затоа што сметам дека се битни сите односи. Во книгата се споменува Марк Твен, кој кажал дека од 2 комплименти може да живее 2 месеци, но тоа не значи дека е така кај сите луѓе. На некои луѓе им се потребни 6 комплименти во текот на денот, на некои 6 во текот на годината, некои умеат да ги искажат, некои не. И токму затоа е битно тоа да го забележиме најпрвин. Дали ние сме луѓе кои даваат комплименти, дали ние сме луѓе кои очекуваме да ни бидат дадени комплименти, дали знаеме да ги примиме на крајот на краиштата, или пак кога ќе добиеме некој комплимент, некој позитивен збор, се сомневаме, мислиме дека тоа не е вистина, што се разбира пак се должи на тоа како сме биле воспитувани и дали некој не научил и до каде да веруваме. Ако тоа не е случај, тогаш ако сакаме, нели, можеме да избериме да го промениме, но најпрви треба да го препознаеме и да видиме зошто тоа ние некаде се блокираме и пристапуваме со недоверба кон ваквите зборови или некако ни звучи невистинито, неприродно да ги искажуваме и да се користиме со комплиментите. Овде не станува збор само за комплименти, туку за различни пофалби, охрабрувања, мотивирања, и тоа не се однесува на некои сложени големи животни работи и ситуации, туку напротив се однесува на мали едноставни работи кои се дел од нашето секојдневие, на комплименти за изгледот, за облеката, изборот на облеката, за нешто што направило другите добро и што нас ни се допаѓа. Би било убаво да го изразиме тоа и да им го кажеме на луѓето, но во нашата традиција, некако, генерално или барем по старите генерации, многу тешко се изразувале со комплименти и повеќето од мојата генерација некако сме скржави со комплиментите и можам слободно да кажам дека ова е еден од јазиците кој мене ми беше некако најтежок за совладување, а искрено и не го применував многу. Јас долго време бев убедена дека
критицизмот, строгоста, големите очекувања можат да бидат мотивирачки, но ете, откако препознав дека не сум човек кој дава често комплименти и не знае како да прими, тоа некако полека го менувам во животот, иако и сега секогаш постои тоа што ќе се јави. Да, ама дали го мисли тоа? Што не е, нели, случај само со мене, туку моите искуства покажуваат дека е прилично расширено, некако многу полесно веруваме кога луѓето ќе ни искритикуваат, ќе ни кажат нешто негативно, а малку така сме подистанцирани кога се работи за некој комплимент или убав збор. Овде исто така спаѓаат и зборовите кои што дават охрабрување во секојдневните процеси, во се што правиме, затоа што и нам ни треба тоа и некогаш само малку ни треба ветар во грбот за да направиме еден чекор напред, за да се одлучиме да издадеме книга, да снимиме видео, да отидеме на некој важен разговор за работа или да дадеме отказ на работата која што подолго време ни причинува незадоволство, да пробаме нешто ново, да покажеме или споделиме со некој наш интерес. И тогаш ни е битно тоа да добиеме зборови за охрабрување. А исто така и на луѓето кои ни се блиски би било убаво да им даваме охрабрување, односно да користиме зборови кои што ќе ги мотивираат. Се разбира, овде не се мисли на ласкање, на лажење со некаква цел, корист или да внимаваме за да не го навредиме другиот, туку се мисли на искрено, значи тоа што искрено го мислиме, искрено го чувствуваме, да го кажеме на убав начин, на поддржувачки. Дури и кога не сме задоволни од нешто, дури и кога сметаме дека некој не направил нешто доволно добро или не го поддржуваме во нешто, постои начин тоа да се каже на убав начин, односно најпрви да се пофали за тоа што го направил, да се охрабри да продолжи така понатаму, а потоа да се укаже на она што не ни се допаѓа или ние што сметаме дека се грешки или недоразбирања или ненамерно направени. Секогаш да го уважиме и она што е доброто и позитивното во целата работа, затоа што скоро во секоја работа има и нешто добро. А од нас зависи дали ќе сакаме да го видиме и оддавајќи му признание да го кажеме на другата личност. Ако сакаме да имаме здрави односи и да ги градиме нашите односи, ќе го правиме тоа. Ако не, тоа е наш избор и тогаш едноставно може би е време да се оддалечиме или да прекиниме некој однос. Но кога луѓето ќе направат нешто мало, може би за нас и не многу значајно и често знаеме ние да кажеме добро, арно ти текна, крајно време беше, голема работа. Тоа е уште еден начин на кој што влијаеме врз самодовербата и не се тоа охрабрувачки зборови, токму поради тоа можеме и тоа да го промениме, значи наместо да земаме се здраво за готово и наместо фокусот да ни е на тоа колку е нешто мало и неважно, да му дадеме значење и кој знае, може би е тоа и начинот личноста понатаму да направи нешто подобро, нешто поголемо, нешто поважно, а вака може би само ќе ја одземеме храброста и ќе го негираме и тоа малку што го направило. Зборовите во секој случај се многу битни, убавите зборови ја лечат душата, зборовите кои не ни звучат убаво, кои не повредуваат, со кои повредуваме други, едноставно ни го расипуваат расположението, не обесхрабруваат, влијаат врз нашата самодоверба, се чувствуваме неприфатени, несакани, неразбрани и на некои од нас многу им е битно тоа да добијат од другите комплимент, поддршка, охрабрувачки збор, нежен збор. Некогаш зборовите се многу побитни, многу повеќе се памтат од било која услуга или нешто што нема да го направиме, што нема да им го дадеме, кога ќе очекуваат или побараат од нас.
Сите ние можеме да дадеме убав збор, комплимент, сите ние можеме некого да охрабриме, да му дадеме поддршка, а особено на луѓето со кои сакаме да бидеме блиски и да градиме блиски односи. Можеби тоа не сме го научиле во нашето детство, можеби тоа и нам не достига. И тоа е и показател за тоа дека е време, можеби, ние да почнеме да им даваме на другите луѓе убави зборови, комплименти, да ги охрабруваме или пак едноставно да кажеме дека тоа ни е потребно, дека би било убаво некогаш да чуеме позитивни зборови, зборови на поддршка, што се разбира дел од разбирањето, дел од односите, дел од љубовта, не само со брачните партнери, туку и со сите луѓе кои по некоја основа ни се важни. Ви посакувам убав ден и бидете прекрасни, добри, полни со љубов, затоа што тоа е во нашата човечка природа. Па ајде сите заедно да работиме и да го развиваме тоа се повеќе и повеќе. Затоа што на крајот на краиштата името на каналот и името на мојата страница, името на целата оваа идеја е еден охрабрувачки и мотивирачки збор кој значи доверба и така и ќе го завршам видеово. Ти можеш. Имајте убав ден.